Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 50 оздравени пациенти. Во изминатите 24 часа направени се 533 тестирања, а регистрирани се 22 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 8, во Велес 4, во Штип и Прилеп по 2 лица, Тетово 3, Свети Николе, Гостивари, Струга по 1 лице. До сега во земјата се направени вкупно 22.255 тестирања на COVID-19. Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќе, 203 теста се во рамките на скринингот во градинки во Велес и Скопје, при што сите се негативни. Од досега направените 908 тестирања на вработените во градинките во Битола, Скопје и Велес, потврден е само еден позитивен случај на COVID-19 во градот Битола. Во 8 септември почина пациент од Скопје на 78 години, примен на 7 мај пациент од Тетово на 77 години, на болничко лекување од 14 мај. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1839, бројката на оздравени пациенти е 1351, на починати е 106, а во моментот бројот на активни случаи во нашата земја изнесува 382. Учениците од Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид во градот Скопје направија видео кое што го сподели министерот за здравство доктор Венко Филипче на социјалните мрежи. Тие ни испраќаат порака да бидеме креативни, безбедни и да останеме дома. Министерот Венко Филипче упати голема благодарност до дефектолозите Марија Србиновска и Мери Јовановска. Дома креативно го поминувам своето слободно време со вежбање на хармоника. Времето во карантин сакам да го поминам корисно. Па затоа имам онлайн настава, им помагам на моето семејство, не излегувам на прошетки во градот, си играм со брат ми и со сестра ми, како и со моите миленичиња, свирам на синтесајзер, пишувам поезија, моделирам со пластелин и учам од интернет. Сум Кристијан и дома креативно го поминувам своето време со тропање на тарабука и моите дома. Пораката од мене до сите кои ме слушаат е: биди кул, седи дома.